Добро вечер, почитувани гледачи. Во следните минути ќе ве информираме за најновите случувања, вести и настани што ја одбележаа домашната културна сцена. Во тишината на зборовите, во просторот каде што живеат сеќавањата и чупствата, поезијата на Николина Андова Шопова ја пронајде својата куќа. Николина Андова Шопова е добитничка на престижната награда Браќа Миладиновци на Струшките вечери на поезијата за поетската збирка Во куќата. Признание на зрел и впечатлив поетски глас. Поетскиот квалитет и зрелоста на делото отвора теми за домот, сеќавањето, интимниот свет на човекот и сложеноста на современото живење. Наградата Браќа Миладиновци што ја доделува фестивалот Струшки вечери на поезијата стана символ на највисоките достигнувања во поезијата во современата македонска литература, но ова е награда која што ни покажува дека поезијата не е нешто кое е затворено во минатото, туку отвара простор за нови гласови и нови искуства. Тешко ми е да сумирам во неколку реченици оваа поетска збирка, но еве би можела да кажам дека ги истражува односите помеѓу телото, јазикот, меморијата. Во куќата е едно колективно тело составено од органи, од траги на сите оние кои што минале низ неа преку разни гласови, дзидови, предмети и представува еден вид на некаков невидлив архив кој што го чува она присуство на отсутните. Оваа награда е награда која што ја добила најважните имиња во македонската литература и навистина чувствувам и благодарност и чест, колку и да звучи како фраза, навистина е така, затоа што во низата добитници на оваа награда се автори кои што ме обликувале мене и како читател и како автор. Меѓутоа, морам да кажам дека наградите најлошото нешто што може една награда да му направи на авторот е да му даде некакво лажно чувство на големина, некакво чувство на надменост. Напротив, треба да не држи будни, љубопитни и понатаму да истражуваме некои нови простори во процесот на создавање во литературата. Во рамки на 47-то издание на фестивалот Скопско лето, љубителите на ликовната уметност имаа можност да ја проследат самостојната изложба Траги во графиката на Виктор Семенпеев. Во Националната галерија, објект Мала станица, авторот представува дела во кои линијата, текстурата и отпечатокот се главни носители на уметничкиот израз, отворајќи простор за различни толкувања и визуелни доживувања. Темата на изложбата, значи самостална изложба, се одржа вчера во Мала станица, се отвори. Темата на изложбата е Траги во графиката. Значи, тие се дела мои лични што се создадени од кога завршив јас студии до денес. Значи, има неколку слики, има неколку цртежи, ама поголемиот дел се графика, има околу 40 на дела. И се работени во повеќе техники во графиката, има длабок печат, има сито печат, сериграфија, има сува игла, сега да не ги набројувам, значи од сите техники во графиката. Изложбата може да каже и е и тематски, јас се занимавам со некои апстрактни пейсажи, па сега гледачот може да си ги представи тие пейсажи он како ги гледа. И би сакал да се повеќе негова графиката, значи да има што повеќе графичари, да се прави графика, ето таа ми е една порака што би сакал да ја дадам. Во Музеот на град Скопје беше отворена мултимедијалната изложба Трага во времето, посветена на 10 годишниот пат на Националниот џез оркестар. Преку фотографии, архивски материјали и автентични приказни, изложбата го следи развојот на една музичка визија. Од првите чекори издружување на музичарите до создавањето на оркестарот кој денес ја гради македонската џез сцена. Посетителите имаа можност да проследат и концертен настап на Националниот џез оркестар. Изложбата Џез 10 Трага во времето е визуелна архива на 10 години современ македонски џез, со фотографии,
материјали и приказни што сведочат за сцената и музичарите што ја обликуваа оваа деценија. Проектот ја отвора приказната за една сцена што расте, експериментира и создава сопствен звук преку концерти, авторски проекти, соработки и луѓе кои го градеа нејзиниот континуитет. Изложбата е краток ретроспективен поглед на 10-годишниот развој од формирање на Сдруженијето на џез музичари и слободни уметници до формирање на Националниот џез оркестар. Идејата е да покажеме дека станува збор за жива и динамична материја, која постојано расте, се менува и создава и отвара нови простори на современата македонска сцена. Поставката е замислена како ретроспективна хронологија, преку која што може да се проследи патот од формирањето на Сдруженијето на џез музичари до национална институција. Уште поважно е што ова е приказна за здружување, упорност и континуитет и како една силна иницијатива може да прерасне во тоа што прерасна со љубов и динамика од самите уметници. Имавме тесна соработка со луѓето зад и на сцената, кои преку фотографии, документарни материјали, лични сведоштва ни создадоа една слика за како се создава сцена. Преку фотографии, концертни плакати, архивски документи, видеоматеријали и лични сведоштва, поставката е обликувана како визуелна хронологија на една жива и динамична сцена. Концептот и кураторската обработка се на Марија Коробар од Асоцијацијата за култура ИКОН. Изложбата е создадена во соработка со музичарите, фотографиите и луѓето што ја градеа и документираа оваа 10-годишна џез приказна. Изложбата Џез 10 години Сдружение на џез музичари на Македонија до Национален џез оркестар е поставена во Музеот на град Скопје. Преполни сали во културните центри во Белград и во Нови Сад, долги овации и неколку биса сведочеше публиката на двата настапи на триото Нова. Концертите беа во организација на Македонскиот културно-информативен центар во Белград со поддршка од Министерството за култура и туризам. Бројни познати музички уметници од белградската оперска сцена, бројни дипломати, како и представници од македонската заедница во Белград, заеднички споделија едно исклучително професионално музичко патување насловено како Медитеранска ноќ во изведба на триото Нова. Триото Нова го сочинуваат меѓународно афирмирани македонски уметници во состав бас-баритонот Иван Наумовски и браќата Јован и Ѓорѓи Петрушевски, на пијано, обоа и англиски рог. Посебно воодушевување меѓу публиката предизвикаа обработките на познатите традиционални македонски песни Не си го продавај Колјо чифликот, Море сокол пие, Јовано Јованке, Кажи ли Бестано и Македонско девојче. Ова е прва институционална соработка остварена во потесна соработка со Националниот совет на македонците во Србија и македонците во Војводина. На концертите се обрати и директорот на Македонскиот културно-информативен центар во Белград, господинот Васко Шутаров. Со почит кон уметноста, традицијата и културните вредности го завршуваме вечерашното издание на Вестите од културата. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер со програмата на телевизија Алфа. Од мене пријатно!